Да, за македонската иднина. Почитувани граѓани на Република Македонија. Денеска, како никогаш порано, сум исполнет со чувство на искрена и основана надеж за нашата иднина. За иднината на нашите граѓани, и за сегашните, и за идните поколенија. Таа иднина денеска, како никогаш порано, можеме да ја видиме на хоризонтот. Во заедницата на државите на Европската Унија и како еднаква членка меѓу сојузниците на НАТО. Зборувам за онаа надеж и оној оптимизам во нас, што ни кажува дека доаѓа подобро време за Македонија. Оптимизам кој мотивира да продолжиме да се движиме, да продолжиме да работиме, да продолжиме да се бориме. Затоа што шансата е тука и мора да се искористи. Храбро и смело. Само така е патриотски. Се осмеливме затоа што не ни беше сеедно. Затоа што не сакаме пореци, сакаме победи. Ние се определивме за иднина. Затоа имаме успех и стигнавме денеска тука. Почитувани мои сограѓани, имаме историско, вековно решение. Решавајќи го спорот меѓу Република Грција и Република Македонија, градиме пријателство меѓу двете земји и двата народи. Пријателство кое никогаш не било поголемо. Во нашите раце е клучот за отварање на европската перспектива за економски развој и подобар живот на граѓаните. Перспектива и место во заедницата на европските народи за најдобра заштита на достоинството, идентитетот и иднината на македонските граѓани. Решаваме 2,5 деценијски спор за да извлечеме нашата земја од стегите на изолацијата. Решаваме 25 годишен спор, кој што земјата ја влечеше надолу. Кога сите мислеа дека нема излез, ние се одваживме и тргнуваме напред. Со решението го јакнеме идентитетот македонски. Македонски јазик, македонски народ, македонец, македонка, заштитени и зајакнати еднаш за секогаш. Стоиме исправени пред нашите гордости, пред Кирил и Методи, Климент и Наум, Крсте Петков Мисирков, пред Гоце Делчев, пред Блаже Коневски, Кочо Рацин. Нема веќе фиром, нема веќе меѓународни договори во кои се избегнува македонскиот јазик. Решаваме вековно прашање. Своји сме на своето и тоа конечно е признато од сите наши соседи, од Република Грција и од меѓународната заедница. Со овој договор ќе биде потврден и зајакнат македонскиот етнички и културен идентитет еднаш за секогаш. Нашата добивка е бесценета, зајакнат идентитет и гаранција за безбедност, стабилност и просперитет на иднина на нашите граѓани. Нашиот влог во компромисот е дефинирање на прецизирано македонско име за нашата држава. Име кое е достоинствено и географски прецизно. Република Северна Македонија, со превод на сите јазици. Името е предвидено да биде за севкупна употреба, а ќе се прецизира со амандман во Уставот. Договорот предвидува потврда на македонскиот јазик во Обединетите нации. Македонски, Macedonian, без фусноти. Националноста е македонска, кроз граѓани на Република Северна Македонија, или на англиски Macedonian / Citizens of Republic of North Macedonia. Договорот ќе биде презентиран пред сите релевантни политички субјекти во државата, а потоа потпишан од представниците на двете влади, после што следува ратификација во Собранието. Веднаш после ратификацијата, Република Грција ќе испрати писмо до генералниот секретар на НАТО, со кое ќе го извести дека меѓу двете земји веќе нема спор и дека не постојат пречки Македонија да добие покана за членство во НАТО. Исто така, Република Грција ќе испрати писмо до председателот на Европскиот совет, со кое ќе го извести дека веќе нема пречки и дека препорачуваат да добиеме датум за почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Силно веруваме
дека Европскиот совет на 28 јуни ќе донесе одлука за почеток на преговорите со Македонија. Силно веруваме на самитот на НАТО на 12 јули во Брисел, Македонија ќе добие покана за полноправно членство како 30-та членка на Алијансата. Почитувани граѓани, ова е вистинското решение. До него стигнавме преку посветен, одговорен и патриотски ангажман. Создадовме историска можност за успех на нашите граѓани. Сите детали се тука, пред очите на јавност, а гласот на граѓаните е конечен. Како што ветивме, со договорот се гарантира дека на есен ќе има референдум. Граѓаните ќе одлучат за иднината. На тој референдум, нам, на граѓаните на Република Македонија, ни предстои да испишеме ново поглавје во историјата на нашата земја. Новиот Илинден, кој ги повикува сите, државниот врв, политичките лидери на опозицијата и на власта, граѓаните да бидат дел од иднината. Да кажеме да за македонската иднина. Откако нашите граѓани ќе го потврдат овој историски договор, Република Грција во своето собрание кон крајот на годината ќе го ратификува договорот и ќе го ратификува протоколот за нашето членство во НАТО. Со ова ставаме печат на нашето партнерство и пријателство. Тоа се единствени опции за добронамерни соседи. Партнерство и пријателство што ќе бидат гаранција за НАТО и Европската Унија, гаранција за напредок. Почитувани граѓани, со решавањето на прашањето за името, стануваме членка во НАТО. На 30-тиот јарбол пред НАТО ќе се вее македонското знаме. Македонија еднаш за секогаш ја ставаме на мапата на стабилни и развојни земји. Назад нема. Ќе застанеме рамо до рамо со нашите западни партнери. Стабилна Македонија, членка на НАТО, значи гаранција за безбедност и стабилност на земјата. Безбедноста, гарантирана со членството во НАТО, е гаранција за инвестиции и економски развој. Членството на Македонија во Европската Унија гарантира силни институции, правна држава, зголемена мобилност и еднакви шанси за нашите млади. Младите од Македонија ќе бидат еднакви со своите врсници од Европската Унија. Нема да има потреба да се вадат пасоши од други држави. Почитувани мои сограѓани, не е лесно ова прашање, но во Македонија има лидерство кој исчекори напред. Одлучно. Доста беа празни зборови. Во шупливото ехо на празните зборови изминаа 25 години. Се родија и се изгубија генерации во безличноста на празните зборови, на неодлучност и себични калкулации. Македонија нема веќе генерации за губење. Покажавме дека сме подготвени да го преземеме лидерството и одговорноста. И затоа повикувам на граѓанска одважност. Повикувам на обединување околу врвните државни и национални приоритети. Ги повикувам претседателот на државата, опозицијата и сите политички субјекти во земјата. Да дадеме максимална подршка за прогрес на нашата земја и да донесеме силна одлука. Да, за македонската иднина. Приклучете се, учествувајте, заедно да ја поведеме Македонија напред, кон светот и кон подобар живот за сите граѓани. Тоа е нашата одговорност. За тоа им служиме на граѓаните. Ви благодарам.